луѓето имаат контрола врз многу работи, ама врз својот апетит потешко. Повеќето луѓе сакаат некој брз допамин преку храна, некој како што кажа преку алкохол, преку коцка, али претежно сакаме нешто што ќе ни даде некоја вибрација, еуфорија и некое моментално задоволство, некој шорткат до некоја си среќа. А среќата треба да ја бараме всушност внатре во нас, не во некој облик на тестенини или паста. На активноста знаеме дека може и да не убие. Ние сме како луѓе дизајнирани за да се движиме, да имаме работа физичка, а ево модерно општество ни прави да сме баш статични. Генетиката реално нема многу улога, иако многу луѓе се потпираат на тоа, се тешат некако психолошки дека знаеш, немам јас генетика за ова, не ни почнувам, не ме бива, татко ми е гоезен, јас ке сум гоезен, немам среќа. Фактички тоа е мит, многу стар мит. Генетиката има улога можеби 3 до 5-7 максимум проценти врз целиот оној процес што ќе ни се случува на нашата визуелна рамка. Генетски може да примеме некои ДНК информации од татко, баба, дедо во облик на гоезност, ама тоа е премалку. Додека се раѓаме, ние од тој момент таа генетика наша е променлива. Тоа се вика епигенетика. Фактички според нашиот стил на живот што ќе ни го дадат нашите родители, дали ќе биде тоа нездрава храна или здрава или од мали нозе карате, тенис, фитнес, тоа ќе ни оформи некоја нова наша база, столб на генетика. Така да генетиката е променлива, али се е до трудот и навиките.